поддржите овој протест, иако не е прв и верувам дека нема да биде единствен. Се надевам дека понатаму ќе бидеме во се поголем број. Ние дел од организаторите веќе 15 години стоиме за тие протести за чист воздух и многу пати сакале многу луѓе да ни кажат доста беше, откажете се. Нема веќе кој да ме поддржува. Меѓутоа, ова што го гледам, срцево ми е полно и се надевам дека и младите генерации ќе го продолжат патот да дојдат до чист воздух, да можат да живеат идните генерации, а не да треба да бегаат надвор во друга држава за да може да дишат чист воздух. Јас вечерва како представник од општина Гази Баба, ние како Сдружение Зелените од Гази Баба упативме барање до Зелен хуман град. Истото го прифатија во заедничките барања од сите организации што го поддржаа овој протест. Накратко ќе објаснам, не знам колку од граѓаните во Скопје знаат за таа депонија, меѓутоа таа е една од најголемите еколошки бомби во Скопје. Значи, пред 25 години од кога е затворена таа депонија, ние дел од активистите нон-стоп ја посетуваме и гледаме што се случува. Пред 10 години се направи физибилити студија, каде што беше стварно докажано дека таму има преку почва, преку вода, тешки метали. Во меѓувремето дека се пали таму бакар и останати средства, значи диоксини и фурани кои што се тешко канцерогени, го дишиме цел тој воздух, не само граѓаните на општина Гази Баба, туку и цело Скопје. Затоа апелираме до владата. Доста е веќе неколку влади ни ветуваат, меѓутоа не е мрднат од мртва точка. Ја замолуваме и оваа влада. Бевме во општина Гази Баба, градоначалникот ни вети како прва точка дека треба ги заврши двата плана и еве јавно кажувам од негова страна дека ни е ветено дека ќе ги заврши тие двата плана. Го држиме за збор. Така е! Следниот момент е нова физибилити студија која чини некде околу 50.000 евра, што е за град Скопје, не верувам дека нешто значи. И на крај, од неколку чинители политички, кога дојде моментот за ремедиација, кога се спомна бројка од 40 милиони евра, сите кажаа дека тие пари се многу. Па како не ви е срам, бе, луѓе, колку чини еден човечки живот? Дали вие го мерите со тие 40 милиона евра? 40 милиона евра не се ништо пари. Каде се тука сите заболувања? Каде се сите отсуства од работа? Тоа ако го пресметаме, тоа е само тронка од тоа што треба да го вложи оваа влада. Така да апелираме, значи дел од сите барања што се поставени вечерва, исто така и депонијата Вардариште, да заврши таа агонија што трае повеќе од 25 години. Уште еднаш, на сите ви се заблагодарувам што вечера одвоите време да го поддржите овој протест. Верувате се работи за нашите поколенија, мораме да бидеме храбри, мораме да бидеме упорни и секогаш да поддржуваме вакви протести без разлика кој ги организира, бидејќи тие што сме решили да останеме во оваа држава да живееме, сакаме ви да имаме здрави поколенија. Благодарам. Нема кажување!